Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Отворени врати е името на медиумската кампања што Државната изборна комисија ја започнува денеска за теренската проверка на гласачите. Започна испораката на дрва за пензионерите во Виничко. Од Сдруженијата со оптимизам дека договорените 3700 кубици ќе бидат доставени до стартот на новата грејна сезона. Последните мразеви негативно ќе се одразат во овоштарството. Се прават проценки колку процент од расцветаните овошки ќе останат без род годинава. Со проектот Купи куќа за млади, под исклучително поволни услови се овозможува младите до 35 години да си го решат стамбеното прашање и да дојдат до свој дом. Овој проект е надграден со дополнителна иницијатива која ја поведе лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Општините раководени од градоначалниците на ВМРО ДПМН да понудат парцели за изградба на типски населби со најмалку или повеќе од 100 куќи, каде младите ќе може преку проектот да дојдат до свој дом. Условите ќе важат подеднакво за сите општини, а иницијативата која ја даде Груевски пред 2 месеци наоѓа на одличен одзив и обезбедување на многу локации. Општина Штип планира околу 1000 парцели за Купи куќа за млади. Да бидеме брзи и ефикасни. Секако, услугите кои што ќе ги дава владата, министрите, градот Скопје, ќе важат за сите. Можноста ќе биде за сите и за вас, градоначалниците од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но и за сите останати градоначалници од други политички партии. На нив ќе биде дали ќе ги искористат. На крајот на состанокот ќе барам секој од вас да излезе со рокови, во кои што ќе може да обезбеди одреден број на локации на кои што граѓаните, младите до 35 години, кои што сакаат да ги кои што ги исполнуваат условите практично, ќе можат да обезбедат локација за инвестирање во сопствена куќа согласно условите на законот кој што неодамна владата го предложи и парламентот го усвои. Отворени врати е името на медиумската кампања што Државната изборна комисија ја започнува денес за теренската проверка на гласачите. Од комисијата повикуваат граѓаните да соработуваат со лицата што ќе ја вршат проверката. До 3 април треба да се проверат сите недоследности во избирачкиот список. Денес стартува теренската проверка на спорните записи во избирачкиот список. Материјалите за анкетирање се доставени до подрачните одделенија на комисијата во сите 80 општини, а теренската проверка ја вршат 488 анкетари на ДИК обучени за оваа проверка. Тие ќе ги посетуваат граѓаните на домашна адреса најмногу 2 пати, а доколку и тогаш не бидат најдени дома, на граѓаните ќе им биде доставено известување за да дојдат во подрачното одделение на ДИК. Врз основа на тие вкрстани проверки, вкупно 89.838 граѓани излегоа како резултат на вкрстените проверки дека има некој неконзистентен запис во однос на нивните податоци. И сега тие 89.838 се предмет на теренските проверки. Анкетарите од Државната изборна комисија ќе бидат придружувани со представници од 4 најголеми партии во Собранието на Македонија, кои пасивно ќе ја наблюдуваат нивната работа, што значи нема да се мешаат во комуникацијата со граѓаните. Првиот ден од теренската проверка на избирачкиот список помина добро, информираат од Државната изборна комисија. До сега теренските проверки течат без проблем. Државната изборна комисија е во постојан контакт со своите подрачни одделенија и канцеларии и преку нив одблиску го следи целиот процес. Со работа на терен ДИК планира да заврши заклучно со 3 април. Оттаму информираат дека нивните анкетари во комуникација со граѓаните треба да се легитимираат со беџ за овластен анкетар, овластување од претседателот на ДИК и со документ за лична идентификација. За период од 10 години има континуирано зголемување на правата од социјална заштита, квалитетен живот за пензионерите, бенефиции за самохраните родители и лицата со инвалидност, истакна заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.
Во насока на поддршка на заинтересираните инвеститори за отворање на приватни старски домови, Агенцијата за вработување од годинава доделува неповратни средства за набавка на опрема за домови за стари лица со максимум капацитет за сместување 40 лица и минимум 4 вработувања во висина од 750.000 денари. Во тој контекст ја донесовме мерката за вработување на 1600 лица во јавната администрација од социјално загрозените семејства, како и програмата ДДС за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, преку која досега се вработија вкупно 143 лица. Започна реконструкцијата на улицата Маршал Тито во Берово. Ке се реконструираат 550 метри, а самата улица ќе биде поплочена со гранитни плочки, се со цел да се зачува автентичниот изглед на овој дел од градот. Денови веќе започне реконструкцијата на улицата Маршал Тито во Берово, која од излезот на градот води кон Беровското езеро, особено значаен инфраструктурен зафат во градот, кој што практично е последен остаток од владењето на претходната власт, истакна градоначалникот. Овој дел од улицата Маршал Тито е се последниот остаток од неработењето на претходната локална власт, тоест за овие 7 години додека сум градоначалник во Берово, успеав сите улици во централното градско подрачје и поголем дел од периферијата да ги реновираме, реконструираме и изградиме нови улици. Проектот опфаќа реконструкција на 550 метри од улицата Маршал Тито и широчина од 4 до 6 метри, со тротоарска површина од 1 метар од едната страна, а самата улица ќе биде поплочена со гранитни плочки, со што ќе се постигне ефект на зачувување на автентичноста на овој дел од Берово. Да ја зачуваме автентичноста на овој дел од градот Берово, кој го сметаме како за еден постар дел на градот Берово, и со оваа автентичност, со тоа што ќе можат и после собствениците да си ги реконструираат, реновираат нивните индивидуални стамбени куќи, ќе направиме еден пријатно катче за туристите. Инаку реконструкцијата на улицата Маршал Тито е дел од договорот што градоначалникот го потпиша со фирмата Изградба од Струмица, а во кој спаѓа и реконструкцијата на улицата Даме Груев во село Русиново. Средствата за реализација на овие два проекти се обезбедени преку грант кој владата го додели од Европската комисија во рамки на ИПА фондот за рурални инвестиции. Исто така во Берово во тек и изградбата на кружната раскрсница, која ги поврзува улицата Маршал Тито, но на влезот во Берово со регионалниот пат Берово-Струмица. По повеќе од 20 години започна изградбата на патниот правец што ќе ги поврзе двете соседни општини Карбинци и Чешиново-Облешево. Финансиските средства од 16 милиони денари ги обезбеди владата на Република Македонија, а должината на овој патен правец е 3,5 километри. За жителите од овие две општини изградбата на овој пат е од големо значење, бидејќи досега за да стигнат до соседната општина поминуваа повеќе од 25 километри по обиколен пат. Жителите на селата Аргулица и Борилчево по повеќе од 20 години ќе се поврзат со асфалтен пат во должина од 3,5 километри. Градежните активности за изградба на овој патен правец во вредност од 16 милиони денари се веќе започнати. Денеска со гордо сакам да најавам дека Агенцијата за државни патишта, односно владата на Република Македонија, ни помогна да го изградиме патот село Аргулица, село Борилчево, односно општина Карбинци, општина Чешиново-Облешево. Овој патен правец е во должина од 3,5 километри во вредност од 16 милиони денари. Така да овој патен правец денеска започнува да се гради, ќе започнат први земјените работи, потоа ќе се асфалтира. Асфалтот ќе биде широк 4 метри во должина од 3,5 километри, како што напомнав. За жителите од овие две општини изградбата на овој пат е од големо значење, бидејќи досега за да стигнат до соседната општина поминуваат повеќе од 25 километри во еден правец. Овој патен правец е од круцијално значење за нашата општина, така да, например, жителите што гравитираат од село Аргулица и од плачковичките села, кои би сакале да отидат во Облешево на пазар или во било кој дел од Источна Македонија, поминуваа повеќе од 25 километри во еден правец да отидат до Облешево. Сега ова ќе биде скратено и ќе се намали на 5-6 километри. Овде не застануваат градежните активности на општина Карбинци. Се градат патните правци од село Долни Балван до село Долно Трогерци, од село Радање до Козјак, а при крај е изградбата на влезот на село Карбинци.
Започна испораката на дрва за пензионерите од Виничко. Од Сдруженијето се оптимисти дека договорените 3700 кубици со македонски шуми ќе бидат доставени до стартот на новата грејна сезона. 470 фамилии во Виничко, претежно пензионери, и следната грејна сезона на дрва ќе чекаат преку Сдруженијето, со тоа што исплатата ја започнаа и ќе можат да ја завршат на цели 8 рати. Шумското стопанство Плачковица за пензионерите треба да испорача 3700 метри кубни дрва по старите цени, со вклучен превоз, велат од Сдруженијето. Предност за порано испорачани дрва имат тие што исплатат порано и некои изнемоштени лица што се неопходни за дрва. Иначе списковите се дадени во подршната единица во Македонски шуми. Парите се преведени првата рата и 10% авансно. И веќе сме почнале со дотур на одредени пензионери до домовите ни. Сдруженијето за среда има закажано годишно собрање на кое ќе се разгледуваат годишните сметки од претходната година, но ќе се бара подршка и за буџетот за предстојната година кој е во пораст. Сега рачунаме зголемени приходи на 1.740.000, зголемени приходи, нешто се од чланарина, нешто од рабат за дрва, така да рачунаме да нешто е зголемено, малку и донација имаме оваа година и од буџетот на собранието, за прв пат до сега тоа го немаше. Имаме предвидено околу 80.000 договор со локалната самоуправа и градоначалникот и мислиме дека ќе биде малку подобро од претходната година. Според најавите, во 2016 се планирани средства за подршка на ограноците, тоест до упремување на подрачните канцеларии, а виничките пензионери ќе земаат учество и на регионалните спортски игри, како и на музичката ревија во Пехчево. Последните мразеви негативно ќе се одразат во овоштарството. На терен се прават проценки колкав процент од расцветаните овошки ќе останат без род годинава. Ниските температури кои ово утро во некои делови од источниот регион достигнаа и до -4 и оваа година им го уништија родот на прво расцветаните овошки. И годинава пазарите ќе останат недоволно снабдени со некои видови на овошје. Тоа се во прв ред бадемите, кајсијата, сливата джанка, а сега во последно време е во полн цвет и модрите сливи. Така да овие ниски температури сигурно се нанеселе по штета во однос на измрзнување и плодоносење. Во одредени райони, како што е тоа Берово и Делчево, каде температурите се -4, да остане и без овошје. Штетите доправа ќе бидат утврдувани во најголемиот производител и преработувач на овошје во Македонија, Фруктана во Аргулица. Ние проценките за точните штети ќе ги направиме за 2-3 дена. Меѓутоа нашите првични согледувања се дека кај нашите овошји кои се најмногу застапени, а тоа е вишната, нема некои оштетувања. Втора по застапеност е сливата. За жал сливата е во малку поодмината фаза. Има поголем дел е расцветана и нашите првични согледувања се дека таму има штета на оваа овошка. Проценките секој дека ќе ги направиме после неколку дена. Одредени оштетувања има и кај црешата, кај раните цреши. Фруктана има негде околу 5 хектари овоштарници од цреши. Сепак имаме и сорти на цреши кои се малку подоцни, кај кои што претпоставуваме дека нема некои оштетувања. Заштитата против измрзнување е речиси невозможна, но има некои методи кои може да се искористат на помали површини. Со задимување, со прскање со вода и така натаму, меѓутоа не секаде може таа методата и мерки да се преземат. Едино останува за маглувањето, чадењето со мокра слама, дрва и други материјали кои пуштат густ дим да спречат слана и минимални ниски температури. Според податоците објавени од Заводот за статистика, во Македонија се бележи зголемување на површините под овоштарници за 3,6%, а кај лозијата за 0,8%. Производството на овошје за минатата година во споредба со 2014 година е зголемено кај сите видови на овошје, освен кај црешата.
Джез поемата на Александар Кукулев промовирана во Делчево. Организацијата беше на Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Културен настан кој е во рамки на одбележувањата на 138 години од Пијанечката република. Тргнувајќи од исток и тоа токму од Делчево, авторот Александар Кукулев ја започна својата промотивна патека на поемата Джез. На еден несекојдневен начин, авторот на делчевската публика и го пренесе джезот напишан со стихови. Започнува на исток, па завршува на запад. Джезот како музика е тоа што инспирира. Музика создадена од креативната енергија на поединецот кој како дел од бенд прави една целина. Не умеам да свирам на ниту еден инструмент, па се обидов мојот джезот што јас го подразбирам, да го преточам во стихови и како таков да го понудам на љубителите на поезијата. Поемата Джез е прва книга поезија на Кукулев, а зад себе го има историскиот роман Патувањето на Петар Келемен. Едно многу интересно историско четиво кој исто така многу добро помина. Темата беше страшно интересна. Марсијските настани 1934 година, атентатот на кралот Александар Караџорџевиќ. Сега планираме уште едно издание на Патувањето на Петар Келемен. Промоцијата на поемата Джез во Делчево е еден од настаните во одбележување на 138 годишнината од Пијанечката република, а ја овозможи Домот на културата Никола Јонков Вапцаров. Одејќи во Министерство за култура се сретнаме со Александар Кукулев и во разговор, значи, тој ми кажа дека на меѓународниот надпревар на поезија во Босна, значи ја освоил првата награда во конкуренција на повеќе балкански држави и во разговорот еве го покани. Поемата Джез на Александар Сашко Кукулев е преведена на 4 јазици: македонски, англиски, српско-хрватски и турски. Илјадници граѓани на Молдавија учествуваа на маршот низ главниот град Кишињев, повикувајќи на обединување со Романија, односно обнова на унијата која траеше од 1918 до 1940 година. Молдавија до 1991 година беше во составот на тогашниот Советски сојуз, кога по неговото распаѓање прогласи независност. Анкетите покажуваат дека 1/4 од граѓаните сакаат обединување со Романија. Холандското обвинителство соопшти дека на барање на француските власти во пристанишниот град Ротердам е уопсен 32 годишен французен кога го осомничат за учество во планирање на терористички напад, пренесуваат светските агенции. Француските власти апсењето го побарале во петокот, откако во истрагата дошле до осомничениот, прецизира обвинителството. Американските медиуми најавуваат дека во многу скоро време тој ќе биде екстрадиран во Франција. Во акцијата на холандското обвинителство приведени биле уште 3 други лица, дополнуваат британските медиуми. Најмалку 69 убиени и повеќе од 200 ранети лица е билансот од терористичкиот напад на бомбаш самоубиец во пакистанскиот град Лахоре. Во соопштението на безбедносните власти се вели дека нападот се случил во паркот Гулшан и Акмал вчера во доцните вечерни часови по локално време, кога паркот бил полн со народ и со голем број христијански семејства кои го прославувале Великден. Најголемиот број од жртвите се жени и деца. Одговорноста за нападот ја презеде милитантната исламистичка група која се представува како фракција на пакистанските талибанци. Нападот се случи кај главниот влез во паркот, во районот каде обично се оставаат автомобилите. Сведоци изјавиле за пакистанската телевизиска станица Гео дека по експлозијата настанал хаос, од што се создало стампедо од луѓето кои панично бегале од паркот, па поради тоа голем број деца ги загубиле своите родители.
Во саботата во Власотинци Србија се одржа 14-тиот меѓународен карате турнир Власотинци Опен 2016 со учество на 472 надпреварувачи од 37 клуба од балканските простори. На истиот учество има и членовите на карате клубот Партизан од Штип со вкупно 22 надпреварувачи. Во силна конкуренција карате клубот Партизан со генералниот пласман го освои второто место, зашто од организаторот доби пехар и диплома. Освоени се 9 први, 6 втори и 12 трети места. Карате клубот Партизан го освои првото место и во екипна сениорска конкуренција во состав на Симона Златева, Стефанија Златева, Тамара Доневска и Катерина Ивановска. И трето место во екипно помлади кадети во состав на Пане Захариев, Трајче Орданов и Живко Костадинов. Боречката категорија граплинг на 10-годишниот македонец Кристијан Воденски, кој е со потекло од Берово, му ја донесе новата титула во германскиот шампионат за деца. Откако не се најде достоен противник до 25 кг, Воденски се надпреваруваше во категоријата против противници 5 кг потешки од него 30 кг, но сепак Кико не се исплаши доминантно освои уште една титула во германската граплинг лига, во која има повеќе од 50 титули досега. По овој настап за неполни 2 месеца Кристијан Воденски ќе ја брани европската титула. Како што претходно информиравме, Воденски е шампион во повеќе боречки спортови: бразилско џиу-џицу, кикбокс, борење, слободен и грчко-римски стил, бокс, таеквондо, а има и 5 нага појаси. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.